Пред 4 дена се поплави архивот на Република Македонија. Малку подолг дожд беше доволен за да прокисне кровот на новиот објект од Скопје 2014, вреден 42 милиони евра. Оваа поплава само ја освежи меморијата на јавноста, кога пред околу 2,5 месеци се поплави новиот театар. Дожд, малку посилен и подолг од вообичаеното, беше сосема доволен водата да влезе во неколку простори од барокното здание, вредно 38 милиони евра. Според владата, овие објекти не се единствените кои не можат да го издржат клинчот со дождот. Не е само зградата на архивот проблематична. Знаете дека 90% од зградите кои што се изградени во рамки на проектот Скопје 2014 ги покажуваат истиве проблеми со кои што се соочуваме секојдневно. Како влада, ние меѓутоа институциите кои што таму работат, вработените. Таа проценка се прави, очекувајте да излеземе во јавност наскоро со информација. За изградбата на објектите од Скопје 2014 платија граѓаните. Според пресметките кои ги направија новинарите од Бирн, од нивниот джеб за овој проект биле потрошени повеќе од 684 милиони евра. Кој сега ќе треба да плати за поправките? Ова е можеби главното прашање кое ќе треба да биде одговорено откако владата ќе се осигура дека е спасено она што не може да се плати со пари – архивската граѓа. Математиката е прилично проста, доколку изградбата на овие објекти чинеше стотици милиони евра и крпењето сигурно нема да биде ефтино. Од Министерството за култура, кое е надлежно за Македонскиот народен театар, Музејот на ВМРО и Македонската филхармонија, велат дека поплавувањето на театарот не ги чинело ниту денар. Кај Македонскиот народен театар, каде што прокиснува во делот на една од терасите, минатата година на два пати интервенираа изведувачите Страбак и Бетон Штип. Со оглед на тоа дека објектот е се уште во гарантен период, превземените активности се натовар на изведувачот. Според законот за градба, гарантниот период за градбата е 10 години, додека за инсталациите се покуси роковите, во зависност од понудата и од производителот. Сепак, најавите не се такви од службата за општи и заеднички работи, чие претходно раководство ја нарача и плати зградата во која е архивот. Тие велат дека гаранцијата за новите објекти била само 2 години од денот кога е издадена употребна дозвола. Конкретно за архивот, гаранцијата е истечена, што значи дека бројчаникот на Призма ќе врти уште многу над сегашните 684 милиони евра. Дали оваа дополнителна сметка ќе треба да ја платат граѓаните или оние кои граделе и нарачувале, се утврдува во моментов. Од Министерството за култура велат дека Државниот завод врши ревизија, а се преиспитува и целиот проект кој е во надлежност на овој владин ресор. За дел од проектот веќе известно време се интересира специјалното јавно обвинителство, а од скоро и републичкото, чие седиште се наоѓа токму во една од зградите, која што и самата би можела наскоро да стане предмет на истрага.